До 24.000 денари плата за сезонски ангажман на 400 пожарникари за помош на општините во справување со пожарите во текот на летото. 600 работници за јавни работи, кои ќе помагаат на општините за 800 денари дневница и ќе бидат ангажирани максимум 30 дена во годината по 4 часа дневно. Ова се само дел од мерките во оперативниот план за вработување на владата, со кој планира младите лица да ги задржи дома. Но експертите алармираат, Македонија нема работници ниту за лек. Младите не работат за минимални плати. Целта им е како побрзо да дојдат до пари. Кога разговарате со млад човек и сите имаме фамилија и деца, тие гледаат како побрзо до пари да дојдат. Заврши времето кога бевме ние, јас кога бев сонував да бидам банкарски чиновник за 10.000 денари и да чекам години да го напредам, па сега младинава не го прави тоа. Вие имате, не знам како вие успевате, али ние континуирано менувате работни места. Младите одат, идат. И ако не се прилагодиме на нив, па ние веќе не го гледаме новото време. За проблемот со работна сила одамна алармира и бизнисот. Обидот со ангажирање на работници од странство не дава резултати. Владата пак со законски измени во обити пензионерите, студентите, социјалците и младите над 15 години да ги внесе на пазарот на труд, без да ги изгубат правата на пензија и социјална помош. Но експертите предупредуваат, се помалку ќе имаме работници. Крикот е цело нема работници и ќе нема натаму многу помалку ќе имаме работници. А Македонија сериозно треба тоа да го позиционира, бидејќи идната војна метафорички економска ќе биде само преку продуктивни работници. За продуктивен работник колку може пензионерот да биде? Јас се смеам често, мајка ми беше добар инспектор у пензија, да ја вратиме. Ја нема таа елан како 30 години. Со оперативниот план пак годинава ќе се потрошат 40 милиони евра за вработување на 16.500 лица. Денеска мерките беа презентирани во Прилеп. Во него има пари и за самовработување, по 10.000 евра неповратни средства за отворање на бизнис за млади до 29 години. Со здружување на две лица кои активно бараат работа, сумата може да достигне од 14 до 20.000 евра. Планот предвидува и обуки и преквалификации, младински додаток од 50 евра за млади до 23 години кои ќе работат во производство, а продолжува и мерката за поддршка на работодавачите при вработување на млади невработени до 29 години да добијат до 250.000 денари од лица.